не разговарате за имињата? Кој е кандидат со имињата што ги Тоа е втората фаза на разговорите. Јас ќе бидам искрен, дури во Социјалдемократскиот сојуз немаме разговарано. Знаете дека имаме кандидати од високото раководство на СДСМ, имаме надпартиски кандидати. Ние анкетиравме десетина луѓе. Драго ми е што меѓу нив еден голем дел се фаворити на овие избори. Фаворитскиот статус јас им го декларирам преку тоа што гледам како стојат сите граѓани од сите етнички заедници. И радувам се. Тоа ми даде и за право да прво разговараме со политичките субјекти. После тоа ќе разговарам и јас во раководството на Социјалдемократскиот сојуз за имињата. Но прво треба да се изразговара во органите и телата за потребата од заеднички кандидат. Ние донесовме таква одлука, сакаме заеднички кандидат. Кога и другите партии тоа би го оформиле, после тоа сите заедно ќе ги разгледат самите кандидати. Кое име е по-преферирано, кое е по-добро, како граѓаните ги прифаќаат самите кандидати, кроз табулациите во анализите и анкетите покажуваат многу информации и податоци што е важно за граѓаните. Ако тоа внимателно го следиме, не се сомневам дека ќе успееме. Што ве анкетите за Никола Димитров, како што последниот видео се појавија најмногу во спесите етнички заедници, затоа што за последните 2 дена се појавија негово видео на интернет, како што се глишна со Исмини Тачуловски и се останува заради неговиот демонски игра. Не сакам да бранам никој посебно од кандидат. Прво Димитров ми е еден од првите соработници како министар за надворешни работи. Драго ми е што граѓаните албанци, но и турци, и срби, и бошњаци, и власи, и роми, и сите останати, но и македонците даваат подршка на поголем број од овие 10 кандидати кои што ги анкетиравме, и исклучително тоа е исто така како и сите други и за Никола Димитров. Така да граѓаните, без разлика на било какви шпекулации што се пуштат во јавноста, среќен сум што даваат подршка на повеќе од 5 кандидати, унисоно, еднакво ги чувствуваат како можен председател или председателка било кој од сите тие кандидати за сите граѓани. До кога си фаворитите од тие 5 можни кандидати? Се истакнуваат на анкетите, веројатно анкетите даваат и предимство на тие попознатите, тие поактуелните, тие се тие кои што се истакнуваат. Јас сум внимателен во процесот, секој мој збор може да влијае на одлуката на некои други субјекти кои што ќе одлучуваат во целата оваа постапка. Важно ми е да успееме со настап за заеднички. Разговаравте ли за некој име со господинот Ахмедов? Не разговаравме, само споделивме имиња од прилика кои се анкетирани, како се движиме. Знаете дека во нашите кандидати имаше македонци, албанци, власи и така натаму. Разговаравме на купче, сублимирано, заеднички, и важно беше чувството дека основ има за напори за заеднички кандидат. Кога гледаме како тоа граѓаните здружено, сплотено, со исти перцепции, со исти чувства, селектираат имиња на самите анкети како нивни фаворити. До кога си дадовте рок и ме ги велите дека имате, да кажеме, партиски прогрес? До каде е конкурсот за партија? Постапките се при крај. Тоа се паралелни постапки кои што Социјалдемократскиот сојуз согласно својот статут на партијата ги прави. Самите тие постапки имаат важност за нас, заради тоа што нашето членство, кое што буквално се активистите кои што ќе тропат на врата, ќе го промовираат тој кандидат за кој што ќе застанеме, им даваме право да номинираат имиња, а тука траат и самите постапки за самокандидирање како демократска алатка на можеби некој кој што нема да биде предложен, сепак да има и самата можност. Тие постапки завршуваат овие денови. Јас верувам дека до крајот на неделата ќе имаме оформено став, бива или не бива заеднички настап. Веднаш почетокот на другата недела треба да определуваме веќе имињата, од и крајот на другата седмица, еве на најголемата политичка партија СДСМ, конгресот е на 3 март. Така да верувам дека при крајот на неделата, ако имаме шанси за заеднички кандидати, имињата ќе излегуваат на површина за кој од прилика се работи. Ако не можете да најдете заеднички кандидат со коалицијата на албански партии, исто така беше како можност и вие само да се кандидирате. Значи за вас се уште е примамливо дека јас можам да здружам и да сплотам. Драго ми е, благодарам на честа и на убавата порака. Сега не знам дали Еве, како и да е, убаво е така што се размислува. Јас сум економист. Сакам да се посветам на економијата и на реформите. Важен процес е за Република Северна Македонија ова што предстои, и дефинитивно кој да ме прашате, се до селекцијата на конечниот кандидат, јас ќе останам на ставот
останувам да работам во извршната власт за да испорачаме резултати важни за сите граѓани во нашата земја. Султата најавите на средни солидарите на останалите партии за Албански блок, како точно може би Секако тоа е прашање важно. Драго ми е што во анкетите кога прашуваме граѓаните дали излеговте на референдумот, едната се движат од 68 до 78% дека излекле граѓаните. Знаеме дека бројката беше 37. Овде се гледаме една одговорност кај граѓаните дека не би дозволиле заради нивна недоволна посветеност да останат дома во втор круг. Тоа ни дава за право да бидеме малку поспокојни, а сето тоа зависи колкав амбиент ние ќе создадеме на самите избори и да ги мотивираме граѓаните да излезат. Тие кога ќе ги прашате денеска дали ќе излезете на претседателски избори на прв и на втор круг, 78% викат за, ќе излеземе. Но не е исто тоа што го кажуваат на анкетите и тоа што е во пракса. Значи зависи колку ние ќе ги мотивираме, колку пријатна кампања ќе им организираме и колку ќе дозволиме на опозиционите партии да бидат контролори на самиот процес на изборите. Изборите исклучително мора да бидат фер, регуларни, демократски, кристално чисти. Затоа што Македонија не смее да се враќа веќе назад. Ние сме пред добивање на датум за преговори и отварање на поглед. Ваквите прашања треба да бидат комплетно абсолвирани, ќе следуваат сигурно состаноци со опозицијата како да обезбедиме максимални гаранции за сите учесници во изборите, пред се за граѓаните, дека изборите ќе бидат кристално чисти. Ние се чувствуваме фаворити на овие избори, фаворитите имаат дополнително гајле и грижа да ги обезбедат изборите да бидат кристално чисти. Премиерът се знал да каже, всъщност изявността беше како кандидат на опозицијата, но да се прашам сега рече дека доколку прифатил такво решение за консензуален кандидат би прифатил да биде кандидат за ЗПС. Интересни коментари, веднаш ќе кажа, не е прифатлива. Тоа е надвор од секој можен концепт во кој што е огромно мнозинство за граѓаните. Не даде ниту во еден сегмент една подршка на тоа што цел свет денеска поддржува и огромно мнозинство граѓани го поддржуваат. Македонија исчекори со квантен скок напред. Отидовме во исполнувањето на нашите децениски аспирации. Ние сме денеска земја каде што секоја недела се ратификува протоколот за НАТО. Ние сме земја која што известно земја преговарач со Европската унија. Таа е надвор од актуелниот концепт на живот, надеж и живење на огромно мнозинство од граѓаните. Така да јас имам почит према сите, дури и према политичкиот противник, кој што еве застана позади професорката, почитувам се, но апсолутно таа е сосема спротивно од концептот кој што оваа влада, мнозинството на граѓани го развиваат во Македонија, па дури е спротивна на концептот едно општество за сите. Ќе одите во Романија на ратификацијата на 28.